Колку количини пченица, сончоглед, јачмен и останати суровини ќе се увезат од соседна Србија ќе зависи од македонските компании и трговците, истакна денеска министерот за земјоделство Љупчо Николовски при посетата на фабриката за масло за јадење Брилјант во Штип. Очекува следната недела, кога ќе завршат административните делови и формалностите, да почне увозот на лебно зрно и останатите суровини за кои македонските компании имаат договорено со своите партнери од Србија. Николовски посочи дека задача на Министерството и на владата беше да обезбеди да се тргне забраната за извоз на пченица и на останатите суровини од страна во Србија. Тоа го најави посредбата со неговиот српски колега неделава во Белград. Денеска во Белград се сретнавме со потпредседателот на владата на Република Србија, господин Бранислав Недимовиќ, при што на состанокот, а во рамки на инструментите кои што ги нуди Отворен Балкан, договоривме да во следните 7 до 10 дена забраната за извоз од Република Србија кон Република Северна Македонија на производите пченица, пченка, брашно, масло за јадење, да биде оваа забрана тргната во следните 7 до 10 дена и да почне испораката за количините кои што се договорени помеѓу економските партнери помеѓу двете земји. Тоа значи дека сите договори кои што се на нашите економски партнери од сите стопански комори ќе бидат реализирани, забраната ќе биде тргната, а за договорените количини секако дека ќе биде испратено и писмо од председателот на македонската влада до премиерката на Република Србија. Тоа ќе се случи уште денес, се со цел да биде оттргната оваа забрана во следните 7 дена, како што и беше договорено на денешниот состанок. Николовски посочи дека како влада не преговараат колку количини пченица и на останатите суровини ќе се увезат од соседна Србија, туку на компаниите да им обезбедат да се трне забраната. Она што бевме информирани дека од Србија се бара и од многу европски земји огромни количини пченица и на други производи. Меѓутоа приоритет имаат земјите од Отворен Балкан. Македонија и Србија се основачи на Отворен Балкан и гледаме како во време на светска криза, во време на војна, во време на затворени пазари, ние сега имаме отворен пазар. Ние сега имаме диалог, соработка и го постигнавме тој договор, истакна министерот Николовски.